стериализација. Министерот си формира комисии, што не е во ред. За да има подзаконски акт, прво треба да има законски кој ќе каже како тоа ќе се прави. Бидејќи не пријавени за збор, го заклучувам претресот и амандманот го ставам на гласање. Повикам да гласаме. Кој е за? 1. Кој е против? 2. Кој е против? 8. Воздржани? Нема. Констатирам дека комисијата не го усвои предложениот амандман. Амандман 42. Отварам претрес по амандман на член 43 став 1 во ведната реченица и во ставот 2 поднесен пратениците Гордана Силјановска, Давкова, Илирка Стојкова, Серафимовска, Олга Лозановска, Адреја Дранка Поцкова, Бране Петрушевски и Тони Јаревски под архивски број 0837/12. Го моламе да прилагачите на амандманот да го образложи амандманот. Збор има колешката Давкова. Амандманот гласи: во член 43 став 1 во воведната реченица зборовите комисијата од членот 42 став 2 од овој закон се заменуваат со зборовите Државниот инспекторат за животна средина. Во став 2 зборовите комисијата од членот 42 од овој закон се заменуваат со зборовите Државниот инспекторат за животна средина, зборовите Државниот инспекторат за животна средина се заменуваат со зборовите Инспекцијскиот совет. Образложение: усогласување со претходниот неприфатен амандман. Амандманот се предлага за да се задржи доследноста во организацијската поставеност и функционирањето на инспекцијскиот надзор. Логично е надзорот над работата да го врши органот кој ги работел стратешките, програмските и планските документи, низ соработка со инспекторите на локалното ниво. Истото, а тоа е Државниот инспекторат за животна средина, кој што врши надзор врз работата на овластените инспектори за животна средина во примената на прописите за животната средина. Работата на Државниот инспекторат за животна средина ја следи Инспекцијскиот совет, кој ја има таа надлежност со Законот за инспекцијски надзор. Истиот член 18 став 1 како второстепен орган, за да не се занимава со тоа владата. Сметаме дека би било подобро предложеното решение надзорот да го врши комисија формирана од Министерството за животна средина и просторно планирање, која е составена од од службеници кои си имаат други работни задачи. Веќе тоа беше истата аргументација како и претходно.